Темата на денешната на пресконференција е преку конференција со стручна расправа до насоки на унапредување на земјоделско-прехранбениот сектор во Република Северна Македонија. За таа цел на денешната пресконференција ќе говори колегата Васко Ристовски. Благодарам. Значи, како што кажа колешката, денешната пресконференција практично е посветена на најавата на една меѓународна конференција која ќе се одржи во текот на овој месец, односно на 16 мај, во просториите на Комората и е посветена на секторот земјоделство и прехранбена индустрија. Сдруженијето за земјоделство и прехранбена индустрија при Стопанската комора на Македонија континуирано презема активности во насока на поголема препознатливост и промоција на комората како институција која се залага за развој на домашното земјоделство, поставување идни основи и насоки за негов развој со целосно прилагодување на секторот кон зголемените очекувања на потрошувачите, но и кон добрите практики на европската регулатива од оваа област. Истовремено, Сдруженијето ги поддржува и заложбите на владата за создавање на поповолна бизнис клима, со што се придонесува за работење на компаниите во овој сектор. За таа цел, Стопанската комора на Македонија организира меѓународна конференција на тема насоки за напредување на земјоделско-прехранбениот сектор во Република Северна Македонија. Во фокусот на програмата на конференцијата ќе бидат актуелни теми од областа на агросекторот, вклучувајќи ги прашањата за рурален развој, традиционални земјоделски производи, земјоделско земјиште, подобрување на пазарните механизми за продажба на земјоделски производи, зајакнување на свеста за заштитени ознаки за потекло, органско производство, хајтек во земјоделството, како и низ за други актуелни прашања за секторот. На наведените теми ќе говорат познати меѓународни и домашни експерти со богато искуство од областа на земјоделско-прехранбениот сектор, кои своите согледувања и ставови во врска со актуелните прашања ќе ги презентираат пред представниците на владата и незините институции, науката, бизнис секторот и пошироката јавност. Создавањето на конкурентен сектор, земјоделско-прехранбен сектор, кој ќе ги искористи компаративните предности на Република Македонија, бара доследно спроведување на сеопфатни мерки во низ области, вклучувајќи ефектни земјишни политики, финансирање, преструктурирање на земјоделското производство во насока на производи со дефицит на високи примања и ефективни пазари, кои обезбедуваат соодветна средина за техничките и предприемачките вештини на домашните фармери. Целта е да се зајакне свеста за македонските земјоделски прехранбени производи, чии имиња се заштитени со оригинални ознаки за потекло, заштитени географски ознаки или за гарантирани традиционални специјалности со цел да се зголеми нивната побарувачка, да се зголеми интересот на производителите за влез во производство на заштитени производи, за да се постигне нивно подобро позиционирање и да се спречи злоупотреба на заштитените имиња на пазарот. Неопходно е да се спроведат активности поврзани со промените во животна средина, за да во еден догледен период може да се видат и резултатите од добрата земјоделска пракса, подигнување на свеста на населението за значењето на можностите кои ги дава Македонија за производство на здрава и безбедносна храна. При тоа посебно внимание треба да се посвети на адаптацијата кон климатските промени, како ке растителното, така и ке анималното производство, контролираното управување со водните ресурси, биоенергијата и биодиверзитетот во државата. Можностите за поголем придонес на оваа дејност во националната економија се далеку поголеми, затоа што расположливите потенцијали во земјоделството не се целосно искористени и покрај традицијата на овој сектор, како и пополните климатски услови. Повеќе од 1/3 од земјоделското обработливо земјиште не се обработува. Субвенциите кои почнаа да се исплаќаат во 2007 година не ги дадоа саканите ефекти. Наместо развојна нота, тие беа искористени како социјално-политичка алатка. Но македонското земјоделство во изминатите 25 години се соочува и со големи предизвици. Членството во Светската трговска организација, спогодбите со ЕУ, членството во ЦЕФТА ги прошири можностите за зголемување на извозот, но истовремено ја заоштри и домашната конкуренција. На Македонија недостасуваат економски одржливи рурални заедници кои ќе допринесат во развојот на македонското земјоделство и пласман на македонските производи на странските пазари. Се наметна силна потреба да се започне со размислување за иднината на селата, засновани на балансиран развој во сите региони и потреби да се обезбедат перспективи за раст на руралните области и села. Идејата за паметните села не може да се направи изолирано и треба да биде воведена во пошироките стратегии за регионален развој.
Зајакнувањето на врските помеѓу руралните и урбаните области е клучно за постигнување на ваквата цел, со што би се надминал јазот помеѓу руралните и урбаните области, како и да се развие потенцијалот што го нудат поврзувањето и дигитализацијата на руралните области. Нашите рурални заедници им се потребни работни места, основни услуги, поврзување и паметни транспортни решенија, како и поволна клима за предприемништво. Мораме да им овозможиме да се појават нови типови на бизнис модели, како што се услуги базирани на портал, и да им се помогне на постојните рурални бизниси да се поврзат, да се интегрираат и да соработуваат подобро со урбаниот бизнис. Руралните области се места на големи средства и тие можат да станат уште попривлечни ако им овозможиме на локалните актери да го откријат својот потенцијал. Тие обезбедуваат висок придонес во решавањето на многу општествени предизвици, како што се климатските промени или одржливото обезбедување храна, биомаса и енергија. Како што кажав, на конференцијата ќе бидат отворени значителен број прашања од областа на земјоделството и прехранбената индустрија. Практично ќе биде направено едно согледување на тоа каква е во моментот состојбата во агросекторот и она што би требало да бидат итни насоки. Ние опфативме околу 15 точки, што мислевме дека е најважно во моментов, и како надополнување на пресод и на оваа презентација за агросекторот во Република Македонија, ние ќе се осврнеме на две од точките кои што ќе бидат на конференцијата отворени. Тоа е развојот на руралните средини, односно Smart Villages. Тоа е и проект кој е на Европската унија и се надевам дека наскоро ние ќе имаме пристап до истиот. Сметам дека е доста важен и дека многу можеме да научиме од самиот проект и од искуствата на земјите кои учествуваат во него. И уште една точка, тоа е хай-тек во земјоделието, односно примената на софтверските решенија. Тие ги избравме денес како дополнување за оваа презентација. Паметните села е релативно нов концепт во рамките на креирањето на политиките на Европската унија кој се однесува на руралните средини и заедници кои ги градат своите постоечки сили и средства, како и за развој на нови можности. Во смарт селата традиционалните и новите мрежи и услуги би се засилиле преку дигиталните телекомуникацијски технологии, иновации и подобро употреба на знаењето во корист на жителите и бизнисите. Дигиталните технологии и иновации може да го поддржат квалитетот на животот, повисокиот животен стандард, јавните услуги за граѓаните, подобра употреба на ресурсите, како и намаленото влијание врз животната средина. Ова е релативно нов пристап на Европската унија. На почетокот на 2016 година повеќе од 340 рурални ченители се собра во Корк, Ирска и развија визија за иднината на руралните области во Унијата. Под наслов "Подобар живот во руралните области", декларацијата ги постави очекувањата и аспирациите на руралните области во ЕУ. Меѓу приоритетите што треба да се решат се и надминувањето на дигиталниот јаз меѓу руралните и урбаните области, како и развивање на потенцијалот што го нудат поврзувањето и дигитализацијата на руралните области. Ваквиот концепт особено треба да обрне внимание на вештините за е-писменост, пристапот до е-здравство и други основни услуги, иновативни решенија во насока на грижа за животната средина, примена на циркуларната економија за земјоделски отпад, промоција на локални производи поддржани од технологијата, пред се од информатичката технологија, корист од паметни специализирани агропрехранбени проекти, туризам, културни активности и друго. Македонското земјоделство се наоѓа на крстопат, при што се наметнува потреба од нови, јасно формулирани стратешки цели на аграрната политика и мерки и действија за нејзино остварување. Освен светските движења и климатските промени, кои несомнено ќе имаат влијание на насоката за развојот на македонскиот аграр, важен фактор во создавање на конкурентно и прецизно земјоделство и употребата на IT технологија во овој сектор. Информатичката технологија нуди софтверски решенија кои овозможуваат целосна поддршка во работењето во земјоделството. Употребата на софтверските решенија од страна на земјоделските компании денеска станува неминовност, бидејќи единствено на тој начин можат прецизно да го предвидат своето производство, да преземат соодветни корективни мерки и да донесуваат квалитетни одлуки. Преку ваквите алатки ќе се подобри квалитетот на нивните производи и ќе се минимизира економската загуба од неправилно користење на ресурсите.
Посебно треба да се напомене дека располагањето со податоци за претходните години драстично може да ги подобри резултатите во работењето, бидејќи со плавено планирање значително се намалуваат трошоците. Менаџирањето на фармите со помош на софтверски решенија е пракси во европските земји. Досегашните искуства покажуваат дека земјоделците кои користат напредни алатки ги зголемиле квалитетот и квантитетот на своите насади, обезбедиле повисок квалитет и успеале на пазарот да пласираат по-конкурентни производи. Воведувањето на софтверски решенија од овој тип во Република Македонија на нашите земјоделци ќе им овозможи навремен увид на посевите, информации за настаните на фармата, како и можностите за спроведување на навремени корективни мерки за што повисок квалитет на здравата храна. Употреба на современи технологии станува неминовност за земјоделците, бидејќи без навремени податоци и информации кои ги гарантираат следливоста и потврдуваат потекло и квалитет, иднината на земјоделските компании до одреден степен е неизвестна. Нашето земјоделство е на прагот на трансформација во модерно земјоделство, што за фермерите и агрокомпаниите ќе значи повисок профит, поголема конкурентност на домашните и странските пазари и истовремено намалување на трошоците. Ова беше накратко осврт на 2 од 15 точки кои што ќе бидат отворени на конференција, како што кажав, IT софтверските решенија кои веќе во Европската унија наголемо се користат. Како за пример една Франција, повеќе од 60% од фармерите користат софтверски решенија и она што претходно го кажавме, тоа е проектот на Европската унија, каде што сметам дека треба што поскоро можеме да најдеме приклучок, а тоа е развојот на руралните средини преку проектот Smart Villages. Повелете, стојам отворен за прашање.